Добро утро. Осигурителниот пазар во Македонија изгледа дека понежно ги помина последиците од ковид пандемијата и после мала стагнација се стабилизираат и финансиските текови и понудата на десетината осигурителни компании во Македонија. Се појавуваат и нови, да речем условно, западни модели на понуда на осигурувања, особено околу осигурување на инвестиции, осигурување за вложување во инвестициски фондови, што е сега еден светски тренд и така натаму. И на оваа тема околу осигурувањата како култура на живот и бизнис логика разговарам со професор Крсте Шајновски од Агенцијата за супервизија на осигурувањето. Сега би рекол колега Шајновски, кажете ми, ај на ти, бидејќи ние долго време се знаеме, што е карактеристика во овој период после ковид, првите 3 месеци од доаѓа ли до ширење на понудата и доаѓа ли до нови облици кои стануваат атрактивна понуда? И за фирмите, и особено за приватните клиенти. Прво, колега Чон, благодарам за поканата. Искрено морам да изразам задоволство со фактот што после ковид кризата, и драго ми е што чувствуваме дека ковид кризата полека не напушта, осигурителниот сектор излегува стабилен и со податоците од првиот квартал од оваа година имаме регистрирано раст од 5% генерално на бруто полисираната премија, што сметам дека е добар индикатор и следниот период очекуваме овој раст да биде забрзан. Значи, можам да констатирам дека осигурителната индустрија, условно речено, излезе неповредена или малку оштетена од ова ковид криза која не Колков е вкупниот обрт на овие помокни десетина осигурителни компании? Значи, вкупниот бизнис, генерално, живот и неживот е околу некаде 170 милиони евра. Јас се радувам што 2020 во однос на 2021 ја завршивме со пат од само 5%, генерално зборавам живот и неживот, но во првиот квартал од оваа година, како што кажав, имаме раст од 5% и овој тренд се зголемува. Она што ме радува исто така е што се зголемуваат сегменти од осигурувањето кои не се во сегментот на задолжително осигурување, како што е имотот, како што се финансиските ризици, како што е юнит линкот, значи здравственото осигурување, значи тоа се производи кои мислам дека во 2021 година според процентот на раст ќе ги држат првите позиции во своите класи. Еве, читав од вашиот сајт, во првиот квартал од година најголема пазарно учество има Евролинк, пред Триглав осигурување, Халк осигурување се јаво, иако релативно е помлад на овој пазар преку својата банка и така натаму. Но да почнеме со некаква систематизација на така речените нови понуди. Го спомна, прво, атрактивно е со оглед на ковидот осигурување за лекување, да речем условно, во приватните клиники. Што тоа значи, што се покрива, каков е интересот? Има ли тенденција на пораст? Како што реков, здравственото осигурување е осигурување кој минатата година беше водечко според процентот на растот на осигурувањата и оваа година во првиот квартал од 2021 година, значи расте со околу 9,5%. Се работи за осигурување во која мислам дека сите учесници во тоа осигурување се во вин-вин позиција. Што тоа значи? Тоа значи дека добива државата, добива осигуреникот, добива здравствениот систем. На кој начин? Дополнителното здравствено осигурување во суштина представува издвојување на дел од средствата на луѓето кои имаат малку повеќе капитал или кои сакаат или кои може да си го дозволат тоа, а при тоа да не биде оштетен државниот здравствен систем. Значи, средствата кои се слеват во државниот здравствен систем остануваат на истото ниво, додека луѓето кои го поседуваат ова дополнително здравствено осигурување, обезбедуваат поквалитетна здравствена услуга доколку сакаат во приватните здравствени институции. На овој начин ги развиваме приватните здравствени институции, се појавува интерес за отварање на нови здравствени институции, луѓето добиваат поголем квалитет, здравствениот фонд, државниот не се оштетува и од друга страна што е многу битно се растеретува притисокот врз државното здравство. Тоа вклучува и амбулантно и хоспитално
лекување. Значи, дополнителното здравствено осигурување секоја компанија го менаџира во зависност од својата перцепција каков производ ќе склучи. И затоа секогаш кога зборуваме на темата што се нуди, укажувам на фактот дека секој клиент во осигурувањето мора добро да ги прочита условите што тоа нуди осигурителната компанија од која го купува здравственото осигурување. Значи секоја компанија за да биде конкурентна на пазарот мора да понуди интересни пакети, во конкретниот случај на здравствени услуги, за таа сума на средства да може да биде конзумирано од потенцијалниот осигуреник. Во секој случај, со самиот факт што овој тип на осигурување и минатата година растеше, оваа година очекуваме да расти со поголем процент, се работи за интересни пакети, значи на дополнително здравствено осигурување што го нудат компаниите од неживот, а од 11-10 нудат ваков производ. Во моментот има 115.000 осигуреници во во оваа класа, така да мислам дека бенефитот го чувствуваат сите субјекти во системот. Најголемо пазарно учество, читам од овој извештај ваш, е во сегментот на осигурување на живот. Тоа е една традиционална форма во релативно конзервативни средини, но Западот чувствува, односно ги има разни гранки на осигурување на живот, од професионални, менаџерски, до живот, семеен, индивидуални и така натаму. Таа форма се развива, што вклучува тоа и колку осигурителните компании го следат принципот на, да речем условно, на исплаќање на премии за осигурување на живот. Значи, компаниите, доколку сакаат да функционираат квалитетно на пазарот, мора да понудат цена, односно бруто полисирана премија за осигурување со поврат на средствата кои ќе ги задоволува барањата и очекувањата на осигураниците. Меѓутоа, на вашето прашање морам да одговорам дека осигурувањето на живот или мешовитото осигурување, животно осигурување, полека го намалува процентот на учество во осигурувањето живот, но тука веќе силно последната година, а и овој период гледам, доаѓа Unit Link осигурувањето, што представува инвестициско осигурување со осигурителна компонента. Се работи не само за тренд во Македонија, се работи за тренд во сите земји каде што се продава овој производ и мислам дека со правилен начин на продажба на овој производ, осигурниците исто така можат да обезбедат квалитетно животно осигурување со очекуван повисок принос. Но тоа значи дека Unit Link би требало практично да акцептира дел од осигурувањето за живот и да носи профит со ризиците, бидејќи секогаш тие инвестициски фондови имаат хедж варијанта, брзи фондови, брзи заработки и така натаму. Што е тука маната и ризикот во понудата на тоа? Така, таа мана која детектиравме, овој месец ќе ја исправиме со донесување на нов правилник, правилник популарно наречен за Unit Link, со кој ќе воведеме кидови, односно зголемување на транспарентноста во продажбата на овој производ. Зошто е многу битно? Затоа што многу е битно осигуреникот кога купува производ Unit Link, односно кога купува производ со очекување, да ги знае сите ризици кои следат на патот до исплата на осигурителната премија во денот кога ќе дојде истата да се исплати. Значи мора точно да се знаат трошоците, точно да се знаат провизиите, точно да се знаат проекциите, затоа што е многу лошо доколку на клиентот на почетокот, односно во самиот старт, сите овие ризици не му ги пред очите. Тоа е сега обврска на брокерите кои го нудат тоа или е тоа обврска на осигурителните компании, па и ваша да се создава нова култура на прифаќање на Тоа е обврска на сите учесници во осигурителниот пазар, а најголем обврска е на нас како регулатор да не дозволиме да има манипулирање со непознатост, со не до крај презентирање на сите податоци. И затоа го правиме овој правилник, кој ќе го донесеме почетокот на јули, со кој ќе го зголемиме нивото на транспарентност на продажбата. Значи, осигуреникот ќе потпише документ во кој точно ќе му биде предочено висината на провизијата која зима брокерот, висината на провизијата на осигурителната компанија, висината на очекуваната проекција која може да се случи, значи ќе има песимистичко сценарио, ќе има оптимистичко сценарио, ќе има реално сценарио,
сценарио. Значи, осигуреникот точно да знае што се случува со неговите средства и што може да очекува со развојот на настаните до денот кога треба да се исплати осигурената премија. Тоа значи дека овој тип на нова понуда, да речем, на нов осигурителен производ Unit Links влегува во сферата на така наречени ризични проценки и ризични пласмани. Сега, осигурителните компании што покриваат? Го покриваат ризикот или ја популаризираат шансата за вложување за капитална добивка, за да не седи, условно кажем, оден начин мртов капитал во банките преку депозитите? Како се развиваат компаниите за осигурување од сегментот на живот, така расти понудата на осигурителните полиси од сегментот живот. Имате осигурителни полиси кои осигуруваат само ризик смрт од болест. Имате осигурителни полиси кои осигуруваат доживување, односно инвестирање во осигурувањето, но со исплата на 10, 20 или 30 години, доколку осигуреникот преживее, му се исплаќа одреден процент од осигураната сума, нормално со одредена добивка која ќе ја оствари во периодот кој следува. Ова осигурување, Unit Link осигурување кое во суштина е еден од поризичните осигурителни продукти, но осигурителен продукт кој му дава за право на осигуреникот да очекува и највисок принос на осигурување. Значи, во исто време осигурува ризик од смрт, но во исто време и инвестираните средства има шанси да му се оплатат со најбрза динамика, затоа што осигурителната компанија своите средства, односно средствата на осигуреникот ги инвестира во финансиски инструменти кои се поризични, а во економијата знаеме дека каде има ризик, има и принос, како и обрат. Кристо Шајновски, шеф на Агенцијата за супервизија на осигурувањето, долгогодишен новинар. Сега е прашањето кое е атрактивно од овие можности на понуда на финансискиот пазар во Македонија. Се разговара за, условно кажем, за нова обврзница која граѓаните би ја купувале, која на одреден начин мириса на некој формален заем, но истовремено инвестициски пакети. Дали, ако тоа излезе на пазарот, осигурителните компании преку Unit системот ќе ги осигуруваат тој тип на пласмани на граѓаните? Например, сакам да купам државна обврзница од 10.000, 100.000 евра и така натаму. Дали може така тоа да се врзе или не? Вака сега, емитување на државна обврзница, јас секако го поздравувам како човек кој работи на финансиските пазари и сметам дека што поголема понуда на финансиски инструменти е добро за сите учесници во финансискиот систем, и за суфицитните економски единици, и за дефицитните, и за оние што имаат пари, и за оние што позајмуваат пари. Unit Linkот, како што реков, е производ кој бара и се очекува да донесе поголем принос и генерално портфолио менаџерите на овие производи генерално стрема да најдат осигурителни, односно да најдат финансиски инструменти кои носат поголеми приноси. Дали ќе инвестираат во обврзницата која се најавува дека ќе се емитува, не знам, но сметам дека не е таргет групата средствата од Unit Linkот додат во таа обврзница. Меѓутоа, таа обврзница секако ќе биде во фокусот на осигурителните компании, затоа што со оглед на фактот како каматните стапки на депозитите паѓаат, на државните записи паѓаат, така се зголемува интересот и за нови финансиски инструменти кои носат, условно речено, повисок принос, затоа што осигурителните компании средствата кои ги прибираат мора и да ги инвестираат за да обезбедат повисок поврат на средства од оние кои ги имаат инвестирано. На што се жалат клиентите? Ево овде вика бројот на представките на задоволни осигуреници е зголемен за 56%. Иако во апсолутен износ тоа не е некоја
голема сума на голем број на незадоволници, но во секој случај што е тоа што осигурителните компании условно кажам ги мамат клиентите, а овие се незадоволни во исплатата на штетите, во сокривањето на информациите околу провизиите, аквизациите и така натаму. Во осигурувањето важи едно правило кое вели дека осигурувањето го продава исплатата на штети. Значи што повеќе исплатувате штети, толку ќе бидете поатрактивни како компанија. Сега, растот на жалбите кои стигнуваат до нас, преставките од страна на осигурениците, во процент е висок 56, но во апсолутна бројка е 36 преставки. Она што сакам и во следниот период да го направиме е да ја зголемиме промоцијата на агенцијата, да кажеме дека има тело, затоа што луѓето не знаат дека има тело кое се грижи за заштита на нивните интереси. И мислам како ќе се зголемува таквата наша промоција на агенцијата, така и ќе се зголемуваат бројот на преставките. Но сметам дека ова не треба да се зима како лош индикатор дали се сервисираат квалитетно или неквалитетно услугите на клиентите. Најголем дел од преставките се во сегментот на автоодговорност, односно исплата на штета, незадоволни од висината на исплатата на штетите и така натаму. Мислам дека и со комуникацијата што имам со осигурителните компании, драго ми е што и тие го разбираат моментот дека само квалитетно исплатена штета, фер исплатена штета може да допринесе до развој на осигурувањето во секоја класа поединечно, па така и во класата во која имаме најмногу преставки, а тоа е автоодговорност. Добро. Шајновски, за крај нешто што сега е атрактивно со оглед на тоа дека почнуваат фештите околу заминувањето и излегувањето од оваа принудна атмосфера на затворски услови, да речем условно. Патуваме. Зелениот картон. Прво, имаше реакција дека е прилично висок, достигна речиси 100 евра. Второ, таму колку тој зелен картон гарантира во овие услови дека штетата што си ја направил и што ти е направена на територија на соседните земји и на туристичките дестинации може да биде исплатена и може да биде регулирана. Имаат ли нашите сите осигурителни компании се дел од системот на кореспондирање на штети преку зелениот картон? Значи, зелената карта во целост ги покрива потребите на собственикот на зелена карта, значи таа служи како доказ дека кога надвор ќе ви се случи штета, вашата штета или вие ќе предизвикате штета, вашата штетата на тој што сте ја предизвикале ќе биде покриена. Она што е интересно кај зелената карта и автоодговорноста е што во моментов со Националното биро работиме на сериозен проект каде ќе за брзо време ќе излеземе со решение во кое ќе понудиме или намалување на цената на зелената карта или влегување на зелената карта во цената на автоодговорноста. Со оглед на фактот што анализите кои ги направивме покажуваат дека 50% од бруто полисираната премија во автоодговорноста се аквизицијски трошоци и административни трошоци. Ваквата позиција како агенција сметаме дека е недозволена да ја толерираме и затоа заедно со Националното биро кое е тело кое ги инкорпорира интересите на компаниите неживо што продаваат автоодговорност, мислам дека ќе резултира со решение кое ќе биде во интерес и на граѓаните и на осигурителните компании. Мислите дека ќе ви дозволи да им брсете во профит джебот? Па отпори постојат, тоа е нормално, тоа е нивна работа да прават отпори, но и наша работа да си ја вршиме работата, затоа што само така ќе обезбедиме квалитетни услови за развој на пазарот. И јас како што им кажав и на директорите на осигурителните компании, идејата е да ве извадиме и од комфорт зоната меѓу другото, за да почнете да се занимавате и да барате интерес како да продавате други осигурителни производи. Затоа што во моментов, токму поради таа комфорт зона, во вкупното осигурување во бруто полисираната премија над 50% е автоодговорност. Значи нашите осигурителни компании се наоѓаат во една
комфортна зона која не ги стимулира да бараат други начини на осигурување. А од друга страна па ништо не прават за зголемување на квалитетот на сервисирањето на осигурениците со оглед на премиите кои ги обезбедуваат. Не е нормално провизија на продажба на автоодговорност да изнесува 40%. Тоа е екстремно висок процент. Но исто така не е нормално, а мислам дека сме една од ретките држави во светот каде автоодговорноста се продава, брокерското друштво или осигурителната компанија продава на одложено плаќање или не се плаќа во моментот на продажбата. Значи, пакетот кој ќе го понудиме со Националното биро е да ја зголемиме ликвидноста на компаниите осигурителни со тоа што полицата веднаш ќе се плати, кредитниот ризик ќе си го превземат финансиските компании, односно комерцијалните банки, но од друга страна да најдеме модел како ради зголемувањето на ликвидноста да ги натераме да ги намалат овие административни и аквизициони трошоци, како што реков, изнесува до 50%, процент кој е недомакински за функционирање на една ваква индустрија. Добро, ако преживеете после ова констатација со менаџерите, јас би честитал да се стави ред на тоа. Јас сум оптимист, но и покрај сите притисоци што ги имаме, мислам дека треба да истраеме во нашата намера, затоа што од таа намера добро ќе почувствуваат и осигурениците, и осигурителните компании, а АСО како регулатор тоа не мора да го имплементира, односно не сме да дозволи вака да продолжи да се функционира. Благодарам. Гостин во утрински брифинг Бизнис минутите беше Крсте Шајновски, професор универзитетски и долгогодишен новинар, директор на Агенцијата за супервизија во осигурувањето. Ги видовте трендовите. Една поволна вест е дека се стабилизира условно пазарот на осигурителниот пазар кој достигнува скоро 180 милиони евра и тоа не е за подценување. Се формираат нови, да речем, прозападни модели на понуди, но се уште тоа, да речем, и заради економската моќ на клиентите и заради општиот амбиент се уште недоволно развиен пазар на разновидни форми. Интересно е, меѓу другото, од искажувањето на Крсте Шајновски фактот дека расте бројот на осигурување во приватното лекување и тоа може да има еден позитивен тренд на растоварување и на државните клиники и така натаму. Благодарам уште на Шајновски.